Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Втора неуспешна интерпелација за 100 дена за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во продолжение да слушнеме дел од дебатата и аргументите за и против интерпелацијата. Доколку во истрагата се вклучени бившиот министер за економија, бившијата државна секретарка во Министерство за економија, поранешниот директор на Државен пазарен инспекторат, нејасно е зошто во истрагата не се вклучени актуелните носители на овие функции. Сето ова ужасно смрди на едно владино прикривање и попречување на правдата со цел да се заштитат сопартици и неспособни партиски полтрони. Полицијата нити селектираше, нити одредуваше кој ќе биде опфатен, нити водеше истрага по сопствена волја. Буквално секој едно действие е превземено во согласност со насоките дадени од страна на јавно обвинителскиот тим кој постапува во овој случај. Не бегам, не молчам, не се кријам, останувам овде со целата тежина на обврската која што ја носам. Граѓаните имаат право да прашуваат, имаат право да добијат одговори, но никој нема право да ја злоупотребува болката за ситни политички поени. Ова не е прашање на политички партии, ова не е ДУИ, ова не е ни СДСМ, ни ВМРО. Ова е борба помеѓу вистината и неправдата. И сите албанци тоа го чувствуваат во душата. Кон нив се врши институционална агресија, офичајќи ги и начинот како се истражува ова. Значи, се бркат албанците кои се во институцијата, нивните имиња се одредени, нивната вина е готова да се објави, зошто бидејќи ова влада бара виновници по етничка националност, не со факти. Досега осомничените лица, нели цело време говорите за како тоа ова било насочено само спрема албанците, како не знам, биле угнетени и така натаму и така натаму. 49 лица од осомничените се македонци. 10 се албанци, 2 се бошњаци, 1 е ром. Сега, јас не сум крив, што цело време на функција во овие институции предходно, токму вие сте ставале од вашите кадри да бидат носители. Јас не сум крив за тоа. Откочени роднините на починатите во пожарот во дискотеката Пулс, протестот го префрлија во Скопје. Тие побара правда и одговори до каде истрагата од обвинителството, собранието и од министерот за внатрешни работи. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настрагаа пуни енергија, кој мисел што ги очекува. Нашето е завршено со завршувањето на нивниот живот. Немат ни осетне речи. Да беше на вашите деца, дали таму ги се криевте? Загубата ни е многу голема, државата ни е многу расипана. Системно ни е многу паднат. И сакаме само правда. И правдата да излезе на виделина, да се стават законите во ред, да одговарат сите што се виновни, не само у оваа ситуација, ни у претходните, и у сите, не дај Боже, наредни да се десат. Дали се приведени Песар Дурмиши од сега, министер за економија? Знаете која му е неговата задача, така? Дали е предходниот Дритон Кучи, предходниот Бексен Незири, дали се приведени? Не. Дали се приведени овие и директорите од Државен инспекторат? Владко Стојковски приведен? И он е одговорен, пошто е ВМРО. Или овој Горан Трајковиќ, пошто е СДС. И јас сум немодовен, и јас сум гневен, и јас сум бесен. И мојава душа плаче. И моите деца плаче. Дали и моите деца плаче, верувајте ми. Обдукцијски извештај? Значи, дали знаете кога ви почина деца? Не. Од Бутел разбра, бидејќи там бев. Истрагата која што е во тек. Ве уверувам дека, нема никого да поштеди за кој што ќе има докази. Премиерот Мицкоски, кој учествува на Конгресот на Европската народна партија во Валенсија, ги потенцира двојните стандарди со кои се соочуваат македонските граѓани во евроинтегративниот пат. Според него, пристапувањето кон Европската унија мора да се темели на заслуги и реформи со јасни критериуми и ги повика лидерите да застанат зад проширувањето со Западен Балкан. My nation has made significant sacrifices and reforms, firmly committed to our European path. Yet,
Repeatedly, we've witnessed shifting goalposts and additional conditions applied selectively, obscuring the transparency and fairness that Europe promises. This approach does not strengthen Europe. It weakens our collective credibility and diminishes our shared values. It is crucial that EPP leaders, both in EU institutions and member states, become the driving force behind the enlargement of the Western Balkans into the European Union. Your leadership and proactive engagement will significantly enhance the credibility and effectiveness of the enlargement process. Еврокомесарката за проширување Марта Кос во интервју за Радио Слободна Европа оцени дека Македонија е една од трите етажни приказни на Балканот кои предолго чекаат членство во Европската унија. Македонија ја посочува како пример за фрустрација во процесот на интеграција во европското семејство од земјите од регионот. Кос ги посочува Црна Гора и Албанија како земји кои се најблиску до членство во Унијата. There are two very sad stories, or three. One of them is Kosovo not being able to move on. Another sad story is North Macedonia. If we would wait with Ukraine for as long as North Macedonia has to wait to start the negotiations, Ukraine would start negotiations in 2045. And then, of course, it is Bosnia. Do this with Montenegro. All the chapters are open, so we just are closing them, so we could finish at the end of 26 from the technical point of view. We could finish from the technical point of view with Albania until the end of 27. Why I'm saying the technical point of view? Because this is the negotiation procedure, they have to do the reforms, but then it's up to the member states who will decide if they will become a member or not. Организацијата на потрошувачи на Македонија досега нема добиено конкретни поплаќи од граѓаните во врска со онлайн цените објавени од маркетите, но смета дека постои потреба за подобрување на нивната прегледност и препознатливост на производите. Денеска истекува мерката за ограничување на маржите на основните прехранбени производи. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски изјави дека досегашните резултати се добри, а конечна одлука за евентуално продолжување на мерката ќе биде донесена доколку има потреба. Затоа што луѓето вака се бунат, некој има намера да купи 5 или 6 производи и сега треба во тие сите списоци на производи кои што ги објавуваат да ги бара баш тие производи, да оди од маркет во маркет, мислам, условно да оди онлайн, за да може да ги најде. Кога би имале една компаративна алатка, тоа многу брзо и сега со вештачката интелигенција секако би можело и побрзо да се развие. Иначе е добро, ама треба таа идеја да се уште развива. Кај нас има проблем што идеите ќе се дадат, се ќе биде добро, меѓутоа после не се развиваат, мислиме готово е, не е готово. Во 21 век сметам дека навистина јавно и транспарентно треба да бидат презентирани цените од сите маркети пред граѓаните и тие самите да одлучуваат за своите пари каде да ги трошат. Колку се прегледни или не се прегледни, не можам да кажам сега, тоа ќе го сублимираме после еден месец од имплементацијата. Може би ќе одиме на, како да кажам, една генерална и општа веб страна која ќе биде понудена понатаму или збирна информација која ќе дава подобри резултати. Изгоре куќата на Александар Пандов, директор на управата за извршување санација. Пандов основано се сомнува дека пожарот е подметнат. Тој на социјалните мрежи напиша: ова е цена за удирањето по мафијата. Нема да не запрати, нема да не поколебаат, никој не е над законот. Нема враќање назад кога се бори за правда и кога ќе тргнеш против криминалот, тој се бори со наследство. Но ова нема да ме запре, напротив, само ме зајакнува. Работи според моје основано сомневање за кукавички чин на криминалните банди, кои што се притиснати сега во затворите и го немаат оној комунитет кој што го имале до пред смена на власта. Веројатно им смета и моментот што и надвор новата и актуелна влада и Министерство за внатрешни работи ги држи под силен притисок и како чин на кукавици подметнале пожари, изгорела и само момент. Да, ја има
имаат запалено куќата и фактички изгорела баш онака. Се сомнивате конкретно на некој? Да, па ќе задржам за мене. Во првиот полуфинален надпревар од Лигата на шампионите, Пари Сен-Жермен синоќа како гостин го солода Арсенал со 1-0 со голот на Дембеле на почетокот на надпреварот. Вечер во 21 часот во второто полуфинале играат Барселона и Интер. Реванш дуелите се следните вторник и среда. Тога завршија вестите во 8, бидете заедно со нас и во терминот од 9 часот.